СДСМ ја обвини владата дека ги довела во заблуда граѓаните со тврдењата за економскиот раст, повикувајќи се на проекциите на Меѓународниот монетарен фонд, според кој економијата на Македонија се очекува просечно да расте за 3% во следните 5 години. Според опозицијата, земјата ќе има побавно темпо на економски раст во споредба со државите од регионот, а се посочуваат и падот на странските инвестиции, намалувањето на индустриското производство и зголемувањето на јавниот долг. Пред Македонија се Албанија со 3,19%, Србија со 3,5%, Молдавија, Украина, Косово со 3,95%. Ова е реалноста и вистината. Се друго беа политички лаги. Впрочем, граѓаните тоа најдобро го знаат и го чувствуваат со своите празни паричници и празни фрижидери. ВМРО ДПМН ги отфрли обвинувањата, оценувајќи ги како манипулации и нагласувајќи дека проекциите на Меѓународниот монетарен фонд се предвидувања, додека владата реализира инвестиции, инфраструктурни проекти и политики кои според нив веќе даваат резултати. Пратеникот Бојан Стојановски изјави дека инфлацијата во јуни се намалила на 3,4%, додека цените на храната и безалкохолните пијалоци се стабилизирале благодарение на мерките преземени за време на енергетската криза. Успешното спроведување на владините мерки за енергетската криза своевремено го потврди и Меѓународниот монетарен фонд, кој посочи дека Македонија е во топ 3 земји по превземените мерки за облажување на ценовниот шок на горивата. Опозицијската СДСМ оценува дека економските политики на владата го влошиле животниот стандард на граѓаните и бара промена на пристапот во управувањето со економијата. Од владеачката ВМРО ДПМН оценуваат дека економијата оди напред и дека животниот стандард ќе се подобрува преку инвестиции и одговорно управување со јавните финансии.